Голем благослов, магични мои. Добре дојдовте на Вунтарот канал. Денешното видео ќе биде по хороскопски знаци и тематски ќе обработиме една суштинска тема, судбинска, и таа судбинска тема ќе биде судбински промени за месец јули од рунските знаци. Значи, по хороскопски знаци ви посветувам вам видео кое ќе има суштинско значење, судбинско значење, за какви промени судбински ни доаѓаат за месец јули по хороскопски знаци од рунските знаци. Ајде да почнеме. Као прво ќе почнам со хороскопски зодијачки знак Рак. Значи, добре дојдовте, ракови, прв пат на мојот канал, прв пат да ви ги исчитам промените за месец јули. Однапред да знаете што ќе ви стигне како одговор од рунските знаци. И секако ви посакувам многу здравје, многу среќа, многу љубов и среќен роден ден. Па да почнеме. Знак Рак. Да видиме сега на кое поле, да видиме вашата енергија. Знак Рак. Да видиме на кое поле ќе доживее судбински промени по хороскопски знак од рунските знаци, од рунскиот тек. Тие се древни знаци кои ја ги предкажуваат судбинските промени кај во нашата суштина, длабока нутрина. Така да, јас ви посветувам сега видео по хороскопски знаци, а го исчитуваме првиот знак Рак како роденденски знак за месец јули. Ајде да видиме. Да видиме да. Уште една карта ќе изведеме. Ето така, беше. Така. Значи вака. Ракови. Во месец јули ќе имате промени во довербата на спојувањето, во талентот и во страстите. Значи, колку повеќе верувате во своите емоции, во своите страсти, толку повеќе ќе ви се зголеми талентот на поврзување во нештата, дали било на пословно, значи на деловно поле, економско поле, приватно, љубовно, дали било во здравствено. Картичките ги одредија моментите каде што ќе настанат промени, а какви ќе видиме сега. Значи, имате верба, огромна верба да имате во сето тоа што го правите како талент, да тргнете со страст, значи верба со страст и за спојување со нешто многу битно.
Па ајде да видиме сега руните што ќе ни кажат. Каде да очекуваме, еве сами почнаа да се паѓаат. Да видиме кои руни ќе излезат, можете слободно да вака се надевам дека се гледа, да. Таја и Петра. Добро. Значи ова ќе важи за секој, за зодијачки знак, хороскопски знак Рак, Сонце и подзнак. Така да земете вие сите што имате подзнак и знак или во некој од планетите натре во констелација на зодијакот, но повеќе ќе важи за сите тие што носат знак и подзнак во зодијачки знак Рак. Ракови, вие имате под верба, ја добивте Урус. Значи знак Урус, руната Урус, кој представува да почнете да верувате во суштинското значење на она што е стабилно, тоа што е со херојство направено, да почнете да верувате во тоа што е дадено од универзумот, од Бога, и да не бидете, значи ве опоменува картичката Урус, значи руната Урус, знакот Урус е знак на една самодоверба. Значи самодоверба. Вие треба да направите голема самодоверба, да верувате сами во себе и да почнете да верувате во моментот дека сте само свој херој. Друго, значи спојувањето ќе ви биде на љубовен план. Ја го добивте знакот Ехвас. Ехвас е руна која ќе ви го промени корот на однесување спрема давање и примање на љубов. Значи во дуалност. Близаначки пламен. Значи, едноставно во сродна душа. Ви дава до знаење и ви ги променува моделите на размислување од моментот на како тимски играч, како тимски работник, спиритуален работник, спиритуална прогресивност ќе имате. Значи, промените ќе ви бидат во спојувањата со патување, душевно поврзување, тимски работник и спиритуална прогрес. Значи, спиритуална прогрес. Значи, верувајте во спојувањата на нештата. Кога верувате самите во себе, Ехвас ви дава промена да го видите на дело
моментот кога верувате сами во себе. Талентот, имате промена во талентите. Значи, кој ќе биде талентот? Значи, ја добивте руната Дагас. Дагас е руна која представува застанување на нештата, но во убава фаза, во убава мисла, значи, каде што треба да се почека за да се добие надеж за светла иднина од вашиот талент. Значи, за да се добие светла иднина, треба да се промени моделот на талентот. Значи, или доколку ви трпи некоја работа во креирање на ваш талент. Дагас руната ве советува и ви носи промена на исчекување во дневна светлина, надеж и убава иднина. Страста ќе ви биде загарантирана како крајен резултат. Значи, тоа што ви е страст во талентот, со поврзување и со верба во самите себе, руната Петро ви носи една огромна промена на исцелување, женствена енергија. Ова важи за жените ракови, за мажите свртете обратно, промена во интуиција, мистериозност и божествен емпат. Значи, вие ќе имате страст и промена во страста на божественоста, емпатичноста, мистериозноста, интуитивноста и женствената енергија. Значи, ракови, ќе имате промена во љубовна комуникација, во љубовно зближување, со страсти, промена во талентот и промена во самодовербата. Вие градите и напасте да изградите добра промена, цврста промена на верба во себе, цврста промена во спојување со нештата, во спојување на близаначки пламенови, на сродни души, во спојување и комуникации преку патувања, дали биле тоа физички или психички, земете вам како ви одговара. Ова се само енергии во кои ви советуваат руните и ви даваат можност за промена во јули месец. Промена во тимска работа, промена во спиритуален прогрес. Значи, спојувањето ќе ви биде во делови на руните што ви кажуваат. Значи, промената во спојување ќе ви биде промена за подобро и ви излегоа знаците Урус, Ехвас, Дагас
и Петро. И совет као за крај. Од ангелите да видиме што они ќе порачаат за ова огромна промена. Да. Значи, не седете дома, не губете надеж, излезете надвор да ве види светот. Излезете надвор, излезете сами од себе, излезете од вашата нутрина, од зоната на комфорот, ви советуваат ангелите, бидејќи надвор е сето она што ќе настане како промена, а промената е во воздухот, промената е во контактите, промената е во љубовта, промената е во довербата, во самодовербата, во талентите. Излезете надвор, земете свеж воздух и поврзете се со природата, тогаш ќе го отстраните стресот што е насобран во вас од сите овие случувања и промените ќе дојдат за многу подобар амбиент, подобро чувствување, ќе станете нови и ќе имате многу нови креативни идеи. Многу нови идеи. Така да ракови, имате многу убава промена во месец јули, каде што ќе бидете многу истакнати, многу гледани, многу доверба ќе се стекне во вас. На љубовно поле исто така, на работно поле спиритуален прогрес ќе имате, затоа што се гледа дека работите самите на себе. Значи, го зајакнувате вашата самодоверба и затоа рунските знаци ви даваат можност за напредок и добри промени. Јас ќе ви кажам уште еднашка, среќен роден ден ракови, ова е вашиот подарок од рунските знаци за вас. Секое добро и среќно се гледаме идниот месец со исто вакво читање, повторно за вас и за другите знаци. А јас продолжувам со наредно видео со друг знак. Добре дојдовте, лабови. Вие сте следни за исчитување на рунските знаци, да видиме што руните ќе ви донесат како една промена во месец јули за вас. Па да почнеме да видиме на кое поле ќе бидат присутни вашите промени и зашто. Па да започнеме. Епа, лабови, вака.
вашите промени ќе настанат судбински промени за месец јули. Ќе настанат во делот на вистина, благосостојба, повторно обединување и во пријателствата. Дали имате некоја вистина да кажете за некое обединување, за некое повторно спојување, на пријателски план и оваа плодност, благосостојба ќе ви биде поврзана со момент на вистина, од која ќе кажете некоја вистина, па да видиме што ќе кажат руните за вас. Молам чисти и јасни одговори од руните за знак и подзнак лав. Секој што ќе дојде на ова видео да слушне. Да видиме. Добро, добро. Да. Женска енергија. Да, истакната е женска енергија. Сето она што е најенергично жена. Што е нормално. Мајката Гаја е женско битие, така да секогаш ќе излегуваат од сега па натаму карти за жени, така да нема да има повеќе балансирање помеѓу мажи и жени, туку ќе биде едно. Епа вака, лавови. Вашите судбински промени за месец јули ќе настанат во областа на некоја вистина која треба да ја укажете, да ја искажете, да ја кажете, за да остварите некоја благосостојба, за богатство и материјална сигурност. Ја добивте рунскиот знак Феху, кој го значува почеток на нешто што не е ваш принцип. Значи нешто ново. Ова руна го значува зодијачкиот знак Овен и ја би кажала дека вие го добивате моментот, значи промената ја добивате во некоја вистина. Значи, таа вистина треба да ја искажете, да ја прикажете, дали преку пријателство, дали преку обединување повторно, дали преку благосостојба, дали преку поддршка за нешто, вие треба, кај вас промената на вистина ќе дојде во материјална состојба и големи прилив на изобилства.
благосостојбата, плодноста. Значи, вие ја имате како подарок. Таа плодност резултира преку материјално богатство и се што е изобилство. Преку ваш талент, со љубов, промената ќе биде настаната. Со носење на некој подарок во видот на изобилство, во видот на зачнување, на нешто ново. Нешто што за вас не е секојдневно, но гебо прикажува и односи во љубовен аспект. Дали ќе бидат односи во типичен љубовен карактер или односи на љубовници, па промената ќе ви настане со зачнување на нешто, со отпочнување, доволно е само да кажете некоја вистина. Повторно спојување со пријателства ќе ви настане промените со рунскиот знак Рајдо. Рајдо е момент на патување. Дали ќе биде душевно патување, ментално, или пак физичко патување, или пак ментално патување. Дали ќе биде достигнување на некоја цел, дали можно е да се купи некое возило или нешто слично, вие тоа земете како вам ви одговара, промените ќе ви настанат на психо-физичко ниво. Ќе патувате премногу и за тоа бидете сигурни. За спојување на нештата. Последната промена што ќе ви биде во месец јули, ќе ви биде настаната на однос на пријателства, пријателски односи, така да ја добивте рунскиот запис или пак рунскиот знак Беркана, а Беркана е пријателство со жената во себе или пак со жена која носи знак на девица, значи таја е мајчинска фигура, е стабилно средено дрво, или пак продолжувате со некое пријателство, со некои пријателства, значи во повеќе, во поголем смисол, продолжувате со некои пријателства што се мајчински фигури или таткови фигури, не е битно, но имаат женствена енергија, промена во изобилството преку пријателства и промена на ниво на пријателство кое можеби ќе резултира со раѓање на нов живот, можеби ќе слушнете убава вест од некои пријатели или пријателства, ваши блиски, за зачнување или за раѓање на некој живот, нов живот.
Значи, секако ќе имате стабилно пријателство, но и ќе слушнете радосна вест од типот на овој момент. Затоа и таја зачнување картичка. И затоа добивте картичката Гебо, која означува љубовници. Најверојатно ќе добиете информација дека некој е останат во благосостојба, значи, или дека више се добива нов живот. Дојден на свет е нов живот. Дојден е на свет нов живот. Убави промени, ова ми се свиѓа. Ајде да видиме сега што ќе кажат како еден совет од ангелите за вас на овие промени што ќе ви настанат во месец јули. Значи, тоа ќе биде некоја вистина за некоја материјална сигурност, за нешто ново што ќе настане. Како и да е, месец јули ви носи убави промени на план бизнис, на план убави пријателства, поврзување со некој што е во светот, што поодамна не сте го виделе. Ајде да видиме што ќе кажат ангелите за вас. Да, кај вас промена ќе настане во совет. Значи, доколку сакате да бидете лидер во нештата што треба да се случат, треба само да се стабилизирате, да земете време за себе и да се ставите во позиција на лидер, на лидерска моќ. Значи, да се сакате сами себе, да ги сакате тие спроти вас и да истражувате во смисол да истражувате во другите потенцијал. Значи, да барате потенцијал и во другите, и во самите себе, ако сакате да бидете лидер во нешто што сте го посакували и сте го доживеале како момент на визија која не би била исполнета и сега картичките од рунските картички ви даваат можност да го постигнете тоа што сакате да го постигнете во месец јули. Јас се надевам дека ви се допадна ова читање, овие судбински промени за месец јули, на неколку битни моменти, неколку битни фази. Генерално е исчитувањето, нема да резонира за секого, за секој знак лав или подзнак лав. Така да ви посакувам многу среќа. Тоа што сте си го замислиле да си го исполните. Лидерството доаѓа од самите вас. Доколку
ја погледнете суштината на вистината самите во себе за повторно спојување, плодност во некоја работа и добробит со пријателите и пријателските контакти. Ја ви посакувам секое добро, а идам сега на читање за знак и познак Девица. Поздрав! Добре дојдовте, девици, на мојот канал и на ова исчитување. Ви посакувам многу здравје и многу успех за сето случување што сега ќе настане во ова исчитување. Значи, да видиме кои судбински промени ви доаѓаат во месец јули, на кое ниво, значи во кои моменти од животот ќе ви настанат промени искажани преку рунските знаци, значи преку дек од рунски знаци. Па да започнеме со вашето читање. Се надевам дека ќе уживате. Ова ќе важи за секој знак и познак што имате во зодијачкиот знак Девица, па да видиме во кој дел ќе настанат промени и зашто. Поконкретно за вас, девици. Ајде да видиме. Добро. Добро. Епа, драги мои девици, кај вас судбинските промени за месец јули ќе настанат во промени на ниво на енергија која ќе се зголеми 3 пати повеќе, во можности на отварање на визуализација или третата чакра, или шестата чакра, пардон, значи третото око, промена во добра среќа, значи добра среќа може ќе биде многу подобра среќа и промена во нешто што сте биле тажни, што сте тагувале за нешто, или промена во самата трансформација. Значи, промена, значи ќе трансформирате во трансформација. Значи, промена во трансформациите. Значи, нешто многу по-исклучително ќе се случува кај вас на овие места. Може би треба да дознаете дека вие имате психоспособности да визуализирате и да манифестирате многу повеќе од некои други со вашето трето око. Би доаѓа како дар од универзумот, кој се уште не го имате воочено, а го носите можеби од раѓање. Затоа и картичките ви викаат дека вашата енергија ќе се зголеми 3 пати повеќе. Значи, светлината ќе ви се зголеми 3 пати повеќе. Со добра среќа, но вие се уште тажите за нешто.
да видиме зашто и како ќе се промени, да видиме руните што ќе кажат на ова, и ова ќе биде едно баш добро читање за девиците. Значи, девиците ќе влезат во фаза на способност за гледање, визуализирање и манифестирање со третото око. Значи, ќе се променат нештата. Од добра среќа можеби ќе влезат во екстра добра среќа. Да. Вие добивте првата руна. Првата руна е Ансус. Таа е машка руна, која означува промена, значи повторно раѓање. Па добивте руната Манас, која означува така манифестирање, magician, магионичар. Вие сте магионичар. Драги мои девици, браво за вас. Промена на физички моменти. Вие имате дарови од универзумот, кои ќе се укоренат и комплетно ќе настанат како голема промена кај вас. Промената ќе биде тоа што вие ќе дознаете дека го имате тој дар, ќе сватите. Браво! Ајде да видиме. Значи вака, бидејќи сте биле многу тажни, сте жалеле за нешто, неверојатно не сте биле свесни дека имате дар, од универзумот ви е надошол дар. Сега, руните ви даваат една огромна промена, да можете ова све да поништите до сега што сте го чувствувале и што сте го имале како неспособност, во наводници го кажувам моментот, како неспособност, а уствари е огромна способност. Вие сте се мачеле во претходниот период, а во месец јули ќе доживеете една огромна трансформација и промена, како подарок од руните за месец јули. Вие го добивте рунскиот знак Ансус. Тој е машки знак. Исто така го добивте знакот Манас, Хагалас и Тивас. Значи имате 4 значени животни, судбински промени, значени за вас и за вашиот живот, за вашата способност, за вашата енергија, енергичност. Значи, вие таа добра среќа ќе ја урушите. Значи, ќе ја струшите комплетно со тоа што? Со Хагалас. Знакот Хагалас ќе почнете да се лекувате, ќе добиете една огромна трансформација и ќе добиете една огромна енергија, значи моќ. Промени ќе настанат и тоа катаклизмични промени во месец јули за вас. Нешто ќе ставите во Ансус ви порачува промена
машки знак е, значи машка руна е ова Ансус. И ви вика вака, ќе доживеете слобода во комуникација. Нема повеќе да бидете ушушкани, тивки, повлечени, како што сте биле, затоа што додека сте биле ушушкани, тивки, вие вашата енергија не сте можеле да ја зголемите и да ја манифестирате во јавност, значи надвор да ја изнесете. Секогаш тоа било внатре и било скриено. Но Ансус ви вика дека комуникациите ќе ви настанат наеднаш, слободно. Значи, ќе доживеете една огромна, една слободна комуникативност и во самите себе и надвор од самите себе. Друго, психичка способност, значи дарба од универзумот. Ке има значење со руната Манас. Значи, овдека ќе доживеете асистенција и притисок за да тоа го увидите. Од машка гледна точка. Значи, некој маж во вашиот живот ќе направи таа компресија за да буквално вие дојдете до знаење дека ја поседувате таа енергија на отварање на трето око, визија огромна. Вие сте магионичар во месец јули. Се што ќе наумите, ќе ви биде дадено исполнето пред вас. Добрата среќа ќе ја трансформирате со уште поголема среќа, значи ќе доживеете моќ. Значи ќе доживеете моќ, нема да имате само добра среќа, good luck, туку ќе имате power, моќ. Значи ќе го урушите овој дел, добрата среќа, ќе излечите некој момент и катаклизмично ќе доживеете трансформација, промена, затоа се и овие руни, и сето тоа ќе ви овозможи една огромна моќ за сето она што сакате да ви се исполни во месец јули, и затоа настануваат овие промени. Хагалас е третата руна која ви ја соопштува оваа промена за вас. Четвртата промена е промена на нешто што било во тажност, нешто сте тагувале, дали во промена во самите себе, дали промена во изглед, дали промена на физички момент, промена во енергетско ниво, промена во некој момент, материјален момент може да биде, промена во однесување може да биде. Вие ја добивте промената од руната Тивас, и Тивас вика ќе оди горе. Ќе одиш горе во месец јули. Овдека
ќе стигне до правда за тебе. Правдата ќе ти биде најзастапена, статусна. Значи, колку има негдека на некое место, толку и за вас. Колку внесувате храна во себе, толку и ќе се здебелите и толку ќе ослабите. Колку внесувате вода во себе, толку вода ќе имате задршка во себе или нема да бидете жедни за толку време. Значи, оваа правда е универзумска правда, божанска правда. Оваа правда ти вас, руната, ви ја носи како промена за некоја тага, некоја неуспешност, некоја невидлива трансформација, некое жалење, за нешто сте жалеле, но нема повеќе да биде така во месец јули. Ајде да видиме и еден мал нешто што треба да го извршите или да биде како од ангелите, како порака за вас, како совет, како порака, како мислите така прифатете. Ајде да видиме. Да. Значи, нешто што треба да заблиска во вас. Нешто ќе заблиска во вас во чистота. Значи, нешто што ќе биде чисто. Значи, ќе биде избалансирано. Затоа и вагата ја имаме. Значи, правдата, вагата е исто баланс. Нешто кармично ќе си замине и добивате правда. Боженска правда за вас во месец јули. Месец јули ќе ви донесе баланс во психичка и емоционална посветеност, значи чувство. Така да ангелите, поготово архангелот Регуел, ви вика, јас ќе ти донесам баланс во психичка и емоционална состојба. Значи баланс во чувствата. Така да божественото пребарување ќе биде на тоа ниво доведено. Значи баланс и божествена правда. Сето она што ви е од Бога дадено и од универзумот ќе ви дојде во месец јули со промени, а руните типично и прецизно ни дадоа одговор за вас. Многу убаво читање имате, девици, и јас ви посакувам многу среќа, многу љубов, сето ова за оваа енергија да ви се исполни. Се надевам дека ќе имате она што сте го посакале од претходно и што сте го работеле, но на не прав начин. Еве и звоното за вас, нека задзвони и нека слушнат сите што имате да кажете, нека задзвони до универзумот и универзумот да ви ги донесе овие промени кои руните ги одредија за вас јасно и чисто. А јас ви посакувам многу среќа, многу љубов, љубете, бидете љубени, на енергетско ниво издигнете се, изнегнувајте се, исчистете се, исцелувајте моменти од вашиот живот, кармични моменти, и се гледаме во некое друго видео во месец јули за месец август. Секое добро!
Поздрав!